Ваше блаженство, Добре. Ваше Преосвещенства, отци свещенослужители, високо преподобна егуманија, преподобно монаштво, возлюбени во Господа. По повод 15 годишнината од неговата хиропонија во архиерејски чин, епископот Столбиски господин Давид, оваа 2022 година не израдува со две негови инспиративни книги, од кои првата Надвор од границите е опфатена, би рекла, неговата активност за време на пандемијата COVID-19 и во која се осврнува на актуелните поими личност и систем. А втората книга пак, Уметност и откровение, на која во продолжение накратко ќе се осврнам. Најтопло и благодарам на игуманијата Тирана за низиниот прекрасен превод од грчкиот оригинал и можноста оваа книга да ја читаме на современ македонски јазик. Се што е поврзано со ова издание предизвикува една благословена љубопитност од самиот наслов, темата која е обработена, начинот на размислување и наблюдување, посочените референции, до сликата на Магрит на корицата, која не баре визуелно ја сумира суштината на реченото во книгата и самата испреплетеност на теологијата и уметноста. Би почнала со насловот. За оние кои биваат привлекувани да размислуваат и да читаат за уметностите општо, но и за самите уметници, онаа именка од насловот откровение може да предизвика збунетост и недоумица. За какво ли откровение станува збор? Оваа предпоставка се темели на мојот личен опит во уметничкиот свет, каде што неретко поимите како што е откровение се поврзуваат со субјективни, но силни доживувања на допир со некоја вистина или пак со вистината со голема буква. Доживувања кои понекогаш се обоени со мистични нијанси. За чувствителните уметнички души, навикнати да истражуваат во непознатите сфери од човековото постоење, но за кои христијанството останува затворено во тесните рамки на некое непознато историско наследство, поимот откровение звучи во најмала рака екзотично. Особено ако за него пишува православен епископ. За христијаните пак, кои го живеат светотеинскиот живот на црквата, откровението представува синоним за верата во едниот Бог, Света Троица. Јасно е дека самиот наслов поттикнува на подлабоко запознавање со автентичноста на истиот поим. Што се однесува до поимот уметност, тој исто така може да предизвика неудобност и неразбирање кај оние кои, да се изразам така, не се занимаваат стручно со него. Колку пати сме биле сведоци на отворено искажаните предрасуди за уметниците, писателите, сликарите, режисерите, на начин дека тие се забегани, чудаци, неразбрани во овој свет и така натаму. Книгата на епископот Столбиски Давид нуди еден сосема поинаков пристап кон оние два сегменти од човековото постоење, впрочем толку битни, зашто се неразделени од самиот живот. Убавината и верата се проникнуваат во самиот живот на секого од нас, во самиот живот кој што е Христос. Преку прочистените стакла на микроскопот и макроскопот на авторот, ние повторно го наоѓаме природното единство на двата човекови пориви, да се восхитува и да размислува, да истражува и созерцува, да создава и да верува. Епископот Столбиски Давид ни подава богатство од примери, сведоштва на мислители, аскети, уметници. Интересот на епископот се сосредоточува на периодот после Втората светска војна па се до денес, период во кој се преобликуваат и уметностите и теологијата, но се разбира без да ја прекинуваат суштинската врска со преданието. Та затоа книгата не се ограничува само на мислење од современите теолози и аналитичари на уметноста, туку напротив, епископот умешно ги поврзува современите размисли на Хрисостом Стамулис, на отец Александар Шмеман или на свет Јустин Келиски со теологијата на светиот апостол Павел и теологијата на светите Василий Велики и Григорий Богослов. Ваквото поврзување е секогаш освежување за читателот, зашто го спојува јазикот на современата теолошка мисла со јазикот на древното и свето предание, подавајќи ни го тој спој како актуелен дискурс за човекот на нашата епоха.
Особено се интересни референциите кон истакнатите теоретичари на уметноста од 20. век, Теодор Адорно или Гадамер. Нивните согледби за природата на уметноста и нејзиниот историски тек делуваат совршено актуелни. Исто така возбудливи се согледбите на марксистичкиот теоретичар на уметноста Ернест Блох, кој епископот Стовиски Давид смело ги поврзува со апофатичката теологија на божествениот мрак на светиот Дионисий Ареопагит. Преку извлечените цитати и остроумниот спој во една целина ве повикувам самите да се нурнете во оваа необична книга. Читајќи ја од почеток до крај не може да не подцртувам бисери од боговдахновени размисли. За илустрација на вашето внимание му предучувам некои од тие размисли. Од Хрисостом Стамулис. Теологијата треба да биде прифатена како уметност. Карактерот на оваа уметност несомнено е представување на красотата, која происходи од небесата. Од Ернест Блох. Музиката има афинитет кон гробовите, бидејќи таа е светлина во гробовите. Тоа е причината за нејзината блискост со смртта, уште повеќе со желбата смртта да се расветли. Од самиот автор, епископ Стовиски Давид. Учителите на црквата не се интересираат толку за тоа што ќе се збидне со човекот после смртта, колку што се интересираат што ќе направи човекот од себе, каков уметник ќе биде тука, во овој живот. За мене, овие цитати се сами по себе вдахновение за предлабочено размислување, за созерцање. И на крај, за убавината на оваа книга придонесува и низиниот облик, во кој авторот одбира како пролог и епилог да употреби извадоци, тоест сцени од филмските ремек дела на Бергман и на Тарковски, Диви јагоди и Соларис. Во нив наоѓаме отворени прашања кои остануваат вечен предизвик за размислување и диалог и помеѓу теолозите и помеѓу уметниците. Бидејќи навистина остроумност е да се открие и потом да се постави вистинското прашање. Нам ни преостанува да одговориме на предизвикот што епископот Стовиски Давид го поставува со оваа негова книга, секогаш да го храниме и негуваме диалогот помеѓу теологијата и уметноста. На епископот Стовиски Давид му посакувам добро здравје, многу години, како на сите вам, ваше блажество, да се празнуваме долги години заедно во радост и благодарност.